Dragi učenici, dobrodošli u ovoj učionica. Ja sam Žaklina Stanovska, odalinski nastavnik u osnovnom училище Христо Узунов u село Другово. Денешниот видео час е наменет за учениците од 4-то оделение во предметот математика. Наставната содржина е мешани броеви. Се надевам дека преку ова видео ќе научите дека мешаниот број содржи цело и дел од цело, да наоѓате мешани броеви и да ги представувате со цел број дробка, да препознавате мешани броеви и да ги представувате мешаните броеви преку цртеж. Најпрво да се потсетиме дека броевите што ги гледате на екранот 1, 15, 3, 22, 47 и 6 беа цели броеви, додека 1 половина, 3 петнаестини, 2 третини, 12 седумнаестини, 4 седмини, 5 шестини беа дробки. Да го разгледаме следниот пример. Колку лимуни гледате на сликите? На првава слика гледаме 2 цели лимуни. На вторава слика гледаме половина лимуни. На лимуни во првава слика, значи ги запишуваме со бројот 2 цели. Додека овде половина лимун го запишуваме со дробка 1 половина. Па бидејќи ни се бара во примерот колку лимуни гледаме на сликите, кога ќе ги споиме целиот дел и половината, односно дробката, ќе добиеме дека на сликата има 2 цели и 1 половина. Еве, сликава, значи имаме 2 цели лимуни и 1 половина. Записот 2 цели и 1 половина е составен од цел број, целиот број е бројот 2 и од дробка, дробка е 1 половина. Секој оној број што е составен од цел број и дробка се вика мешан број. Мешани броеви се уште и 2 цели 1 третина, 3 цели 2 петини, 5 цели 4 деветини, 2 цели 1 четвртина, 7 цели 6 осмини. Да се вратиме повторно кај мешаниот број 2 цели 1 половина. Како овој број ќе го представиме со цртеж? Еве ќе земам триаголник, ќе нацртам еден триаголник. Ова двојкава, значи 2 цели, ми покажува дека ни се потребни 2 триаголници. Од каде ни е ова 1 половина? Па така ја добиеме од третиот триаголник, што ќе го поделиме на 2 еднакви дела или на 2 половини. Од него нас не треба само едниот дел, односно 1 половина. Овој мешан број е поголем од бројот 2, а помал од бројот 3. Се прашуваме каде се наоѓа овој број на бројната оска. Еве, бројната оска со дадените броеви 0, 1, 2, 3. 2 цели 1 половина рековме дека е поголем од 2, а помал од 3. Значи ќе се наоѓа меѓу броевите 2 и 3. Дробкава 1 половина ни кажува дека целово меѓу 2 и 3 е поделено на 2 еднакви дела или на половина. Така да, тука негде, прилика, односно точно тука ќе се наоѓа мешаниот број 2 цели и 1 половина. Преку следниве пример ќе видиме како обоениот дел од дадените фигури ќе го запишуваме како мешан број. Гледаме, значи, прво сликава на која што имаме дадено еден обоен цел дел и од вториот дел обоени се 3 дела. Ова вторава фигура е поделена на 4 еднакви дела, од кои обоени се 3 дела. Овој целиот дел го запишуваме, значи, број 1, додека обоениве делове вторава фигура ги запишуваме со дробка 3 четвртини. Мешаниот број што го добивме е 1,3 четвртини. Вториот пример,
Значи повторно гледам дека имаме обоено 2 цели дела, додека од третиот дел поделен на 3 еднакви дела, од кои 2 се обоени. Значи ќе го добиеме мешаниот број 2 цели и 2 третини. Следниот пример. Имаме дадено триаголници, од кои целосно обоени се 5 триаголници, 1, 2, 3, 4, 5, додека шестиот триаголник е поделен на 2 еднакви дела, од кои е обоено само еден дел, односно една половина. Значи мешаниот број е 5 цели и една половина. Сега обратно да ги представиме мешаните броеви со цртеж. Како ќе го представиме мешаниот број 4 цели и една половина? Рековме, овој мешан број е поголем од бројот 4, а помал од бројот 5. Значи, еве ќе земам повторно триаголници. 1, 2, 3, 4 целосно обоени триаголници, додека петиот триаголник поделен е на 2 еднакви дела, од кои значи нас ни е потребно само една половина. Да го представиме мешаниот број 3,3. Значи, во овој случај имаме правоаголници, целосно обоени ќе имаме 3 правоаголници, додека четвртиот правоаголник ќе го поделиме, дробкава 3/4 ни кажува дека треба да го поделиме на 4 еднакви дела, од кои 3 дела треба да се обоени. Следниот пример, значи да го представиме мешаниот број 8,3. Во овој случај имаме петоаголници, значи ни се потребни осумкава ни кажуваат целиот дел, 8 целосно обоени петоаголници, додека деветиот петоаголник ќе биде поделен на 5 еднакви дела, од кои 3 се обоени. Сега на крај, наместо домашна задача, нема да ви задавам домашна задача, туку ве повикувам да го посетите следниот линк, кој ќе ве однесе на една едукативна страница, каде што преку игра ќе може да вежбате и да го наградувате своето знаење. Дадениот линк не донесе до следнава игра, Build Affection или изгради дел, ќе одбериме мешани броеви, каде дека играва е поделена по тежински нивоа, така дека тоа ви биде предизвик додека играте и учите. Еве јас ќе одберам да ви објаснам второто тежинско ниво, како ќе го представиме обоениот дел од дадениве кругови со преку мешан број. А најпрво со зелена боја или првиве кругови гледаме дека имаме обоено еден цел дел и една четвртина. Значи кругов е поделен на 4 еднакви дела, од кои обоена само една четвртина. Ставаме тоа на своето потребно место. Вториве кругови обоени со црвена боја, гледаме дека целосно обоени се 3 круга или 3 цели дела, додека четвртиот круг, овде го имаме обоено 3 четвртини. И со сина боја круговите што се обоени, целосно обоени се 3 дела и четвртиот дел е една половина. И тоа го ставаме на потребното место, гледаме да се покажа смајлито или насмеаното човече и кое што, ако стисне на них, значи ќе одиме на следното ниво. Но ние ќе се вратиме назад. За сега да покажеме, значи како мешаните броеви ги представиме со цртеж. Најпрво 2,2. Овде вака, значи ви се цел дел, половина, третина и четвртина. 2,2.
се наоѓаше помеѓу 2 и 3. Поголемо од 2, помало 3. И земаме 2 цели дела и 2 третини. Значи ги бараме кај се третините. Еве тука во третините ни требаат 2 дела. Вториот мешан број 1,2 третини се наоѓа помеѓу 1 и 2. Имаме 1,2 дела од третините. Значи 1,2 третини и третиот мешан број 1,1 третина. И повторно, значи, точно напотевме и удобивме насмеаното човече. Тука дојдовме до крајот на овој видео час. Учете со обиди и грешки преку игра и надградувајте во вашето знаење. Јас ви благодарам за вниманието и ве поздравувам.